една таунхол дебата, овој пат од Штип. Градот е студентски, меѓутоа Источна Македонија, како што веќе реков, е најмногу нападната од белата чума и иселувањето, особено на младите. Сите истражувања во Македонија покажуваат дека во овој крај младите се иселуваат низ годините. Благодарност до моите гости кои што сте вечерва овде: Горан Трајковски, градоначалник на Делчево, Звонко Пиќевски, градоначалник на Берово, Викторија Кукушев од Советот на млади во овој град во Штип, Ана Марија Теохарова од невладината Амброзија во Пехчево и Елена Трендафилова, која ќе ни го раскаже своето искуство за излегување надвор од државата и повторното враќање. Во оваа топ тема на ваша страна им ќе ги скажеме податоци кои на вистина се поразителни и направени се токму во овој крај и во Универзитетот Гоце Делчев, каде што сега се наоѓаме, меѓутоа и од невладините организации. За жал, резултатите покажуваат дека нема промени во надолна линија за иселувањето на младите, например во 2014 или 2018 година, дека младите и понатаму се иселуваат заради економски причини и дека не се иселуваат или мигрираат во други градови, туку во други држави. Например, во 2014 година 77,3% од младите одговориле дека сакаат да се иселат, а во 2018 исто така одговорот е 76,8%. На прашањето зошто сакаат да се иселат, велат дека тоа е градење на професионална кариера, заработувачка, студирање или учење, многу помалце туристички, или пак нема податоци. Тоа се луѓе кои што се најчесто студенти или средношколци кои што не сакаат да останат во Источна Македонија. Со оглед на тоа што со нас ги имаме градоначалниците, господине Трајковски, какви се состојбите во вашиот град? Дали имате вие конкретни податоци за иселувањето на младите од вашиот град и причините? Сега добро вечер и поздрав до гледачите на телевизија Телма. Благодарна за поканата, за да учествувам во дебатата за градот од кој што доаѓам, каде што сум градоначалник Делчево. Апсолутно не е заобиколен од феноменот на иселувањето, односно попознат како бела чума. Така да ние систематски како општина и во претходните години и сега верувам дека тоа не може да ставиме крај и во наредниот период, некој догледен период, меѓутоа мора да преземеме мерки. Тоа е едно комплексно прашање кое што не можеме ние сами како градоначалници да го решиме, ниту јас, ниту моите колеги во другите градови, и тоа мора да се решава реков системски во склоп со централната власт, која што ги предлага економските мерки, а ние како локална самоуправа да ги подржуваме тие мерки и да можеме да дадеме во догледен период одредено решение на овој проблем, на овој феномен на иселувањето, односно белата чума. Вие сте градоначалник на Берово. Господине Пиќевски, каква е состојбата во Берово? Има ли млади луѓе таму? Добро вечер од мене. Значи, како спомне колегата од Делчево, значи во Берово белата чума е присутна во цела Македонија. Берово исто така на источниот дел од источно-планскиот регион во кој масовно се селува, особено младата популација, така да со низа мерки во кои треба секако плански, систематски, со подршка секако од централната власт, заради тоа што тоа е присутна подршка на цела држава, треба да се заеднички во соработка со општините и пред се младите да изнаоѓаме мерки за запирање на тој тренд на масовно иселување во последните неколку години. Елена, вие сте пример на човек кој што се обидел, бил во странство, меѓутоа се вратил тука. Какво е вашето искуство? Каде заминавте и зошто? И кога се вративте, дали ве чекаше овде работа и дали воопшто можевте да најдете работа? Најправен добро вечер. Јас сум Елена Трендафилова, имам 26 години, дипломиран психолог и гешталт психотерапевт во супервизија. Значи, јас додека бев студент во 2014 година заминав во Америка на сезонска работа. Таму бев 4 месеци, но бев надежна да се вратам. Оптимист сум по природа, затоа што сакав професионално да се реализирам во моето родно место. Не сакав таму во странство, негде во тугина да бидам ситна риба во морето, туку сакав да придонесам во моето родно место на живење. Вие сте од Пекчево? Да, јас сум од Пекчево или во Македонија. Дали кога се вративте го остваривте сонот?
со оглед на искуството во Америка, со оглед на вашето образование, дали во Пехчево можевте да најдете работа? Па, искрено, реално не. Еве, веќе 3 години после моето дипломирање, јас се уште сум невработена. Досега сум била ангажирана во повеќе проекти, од кои што сум добивала некои придониси, но со кои што не можам ни оптималните, основните потреби да се ги покријам, нели пак за нешто повеќе, како една млада личност. Дали во Пехчево има шанси да најдете работа во приватниот сектор, дали има инвестиции, фабрики, погони и предпријатија, или пак во државната администрација, или пак со оглед на вашата професија во некое училиште, дали воопшто имате идеја каде би можеле да се вработите? Па, јас моментално сум ангажирана на еден проект преку општината, општинско корисна работа, каде што работам во училиште и таму ги гледам последиците на миграцијата на младите луѓе и не само на младите луѓе, за жал, на цели семејства од источниот регион. Бројката на деца е многу намалена и јас сум благодарна на општината што ја имам можноста барем малце да бидам активна со оглед на моето образование, но за жал тоа не е доволно. Мене ми треба трајна работа, како и на мене и на сите други млади. Ана Марија, вие работите на истражувања, правевте документарец, разговаравте со млади луѓе како Елена и ги знаете точно состојбите. Што детектиравте во истражувањето во 2015 година? Каде одат младите од овој крај и зошто? Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Како што рековте, ние направивме истражување во периодот од ноември 2015 па се до јуни 2016. Нашето Сдружение Амброзија преку проектот ги сакаше да осознае фактичката состојба со миграциите, причините, потребите, но и можните решенија за овој тренд. Преку ова истражување, но и фокус интервјуата што ги направивме со иселени лица или лица чии што членови од фамилијата се веќе иселени, дознавме дека поголемиот дел од оние луѓе кои мигрирале во земјите членки на ЕУ, а помал број во внатрешноста, тоест во поголемите градови во Македонија. Како главни причини за истото ги наведоа економските, поточно невработеността и ниските примања, особено во приватниот сектор. Исто така кај младите беше поразително тоа што од целата таа бројка која што ја добивме, повеќе од половина се млади, значи активно населени, високо образован кадар, кој што наместо овде да го вложува своето знаење и квалитет, тие се одлучуваат да одат во странство. Причина за тоа е политизацијата највеќе кај младите и немање на културно и забавен живот. Тие сметаат дека нема перспектива во овој регион и дека во наредните години нема ни да има. Викторија, вие работите исто така со младите. Во Штип тука состојбата е подобра, со оглед на тоа што е студентски град. Меѓутоа, ако зборуваме за младите од Берово, Делчево, Пехчево, што препорачувате да излезат од состојбата што Ана Марија ја кажа, за да можат барем малце да инвестираат во себе или да се потрудат на некој начин да обезбедат средства за екзистенција, што би рекла Елена? Како што кажете и самите вие, значи ситуацијата и состојбата во Штип е малку поразлична, бидејќи Штип, да кажеме, е центар на Источна Македонија, а во едно има и универзитет. Она што ние го превземаме во однос на останатите градови од Истокот е пред некој ден имавме средба со Советот на млади од Делчево и Советот на млади од Берово на наша иницијатива, бидејќи сакаме оние позитивни искуства кои ги ние имаме од овде од Штип да ги пренесеме во другите градови, да ги насочиме каде и тие треба да се движат, да имаат некоја цел во однос на миграцијата и подобрување на положбата на младите во нивните градови. Нашата идеја како Совети на млади е да се здружиме и во 2019 година да направиме една стратегија во која ќе направиме истражување кои се оние дефицитарни профили за неечии и како ние би можеле да пристапиме кон приватниот сектор, да го мотивираме тој да вложува во средните стручни училишта. Да дава стипендии за точно така, стипендии, опрема, како тие самите, значи би
уложувале во тој кадар, млад кадар, а подоцна го земале и на работа. Така да ние мислиме дека тоа е еден начин со кој можеме да ја намалиме. Ние не може да спречиме миграцијата, тоа е факт, бидејќи знаеме дека миграцијата е глобален тренд. Младите не се иселуваат само од Штип или од источниот регион, се иселуваат од Хрватска, Бугарија, Германија, одат во Австралија. Да, имаат европски пасоши, им е многу полесно да да се најдат враќаме работа. на тоа. Значи ние сме овде да се избориме за младите, да создадеме можности каде тие би имале избор. Кога во рака би имале и европски пасош, но од друга страна би имале и можности да се реализираат во нашата држава. Да бидат квалифицирани за работа во странство. Токму така. И токму доаѓаме, господин Трајковски, до прашањето колку невработени има во Делчево, а од друга страна пак колку капацитети работат приватни кои што може да обезбедат работа за нив. Сега Или инвестиции. или инвестиција во Агенцијата за вработување на Република Македонија во Делчево по нивни податоци. Ние во Делчево имаме 818 активни баратели на работа и имаме 1078 пасивни баратели на работа. Можности за инвестиции има во Делчево, има и индустријски капацитети и капацитети во другиот дел од стопанството. Меѓутоа, како и соговорниците што спомна, младите покрај таа глобализација имаат друго видување на светот и тешко остануваат овде за овој стандард на живот, овој квалитет на живот кој што го имаме ние во Република Македонија. Колку е просечната плата на оние што нашле работа во Делчево? Сега во различни индустријски капацитети е различно. Во текстилната индустрија посечната плата мислам дека од 13 до 15.000 денари. Во имаме дрвно-преработувачка индустрија еден капацитет во Делчево кој што успешно работи. Таму просечната плата е 24.500 денари и во тие капацитети имаат постојано отворени огласи за вработување, меѓутоа немаме кадар ние од тие профили кои што можат да ги задоволат потребите на бизнисмените и на нема квалификуван високообразован кадар, исто така и со средно стручно образование. Затоа и во почетокот реков дека ова е системски проблем кој што мора системски да се решава. Системски разградувано со години назад, системски мора да се решава. Овде мора да биде вклучено и образованието во најголем дел, да се направат реформи во образованието за да се види што тоа треба на пазарот на трудот. Поотделно, значи, така да се насочува и средното образование во општините од кои што доаѓаме, какви индустријски капацитети има, какво стопанство има таму, за да не биде вработувањето на сите тие млади единствено во администрацијата и ако не можат да се вработат во администрацијата, да го гледаат својот пат во странство. Каква е состојбата во Бирово? Дали постои некој инвеститор што ги вработува во најголем дел младите или луѓето од Бировско, или останува на малите предпријатија произлезени од луѓето кои што живеат таму? Значи, пректерно структурата е на мали и средни предпријатија и некој статистиката кажува дека од вкупната структура, значи 32% отпаѓа на трговијата, 16% на преработувачката индустрија, 11% на земјоделството, шумарството и 10% на туризмот. Последните неколку години во Берово има инвестиции во сферата на туризмот, во двата сместувачки, значи тоа се Аурора Ресорт и Хотел Манастир, кои акумулираат поголем дел од работната рака и како спомнавте вие, значи зависно од самата стопанска гранка, така се движат и висината на платите кои ги утврдуваат самите работодавачи. Во најава е значи инвестиција и отварање на погон од дрвната индустрија од фирмата Дик Фагос во Берово. Колку луѓе ќе бе запосли таа? Па таа моментално вработува негде околу 300-500 вкупно, од кои 350 се во Берово и Пехчево и значајно место има и улога во локалната економија. Колку имате невработени, дали имате податок? Податок моментално немам точно колку се невработени, пошто бирото е Агенцијата за вработување ги има податоците и за Берово и за Пехчево, конкретно за Берово. Ја немам точната бројка, меѓутоа факт е дека во последно време имаме дефицит од одредени високообразовани кадри, особено од сферата на здравството, градежништвото, туризмот, не помалку и од информатичката технологија, странските јазици. Така да имаме. Кога слушаме, знаете, изгледа дека има. Меѓутоа Ана Марија директно разговарала од Амброзија со луѓето и што велат кај одат тие, во кои земји одат и на кој начин си одат. Со оглед на тоа што очигледно е ова што постои во Берово, Делчево, Пехчево не е доволно за нив. Факт е дека од една страна може би се ниско квалификувани, меѓутоа државата треба да обезбеди за нив работа. Па факт е дека населението од овој регион, половина од
може и повеќе од населението, немаме точен број, имаат веќе двојно државјанство, така на тој начин тие се иселуваат, а најчесто се Германија и Италија. Имате ли бројка на број на пасоши бугарски издадени во овој крај? Точен број немаме. Но за жал, како што рекоа и градоначалниците, се соочуваме исто така и во општина Пехчево е слична ситуацијата, се соочуваме со дефицит на стручен кадар. Особено кај нас е проблем веќе во Пехчево во здравството што немаме квалификуван кадар. Ние веќе со години немаме педијатар, за година веќе немаме гинеколог, се помалку се општите лекари, тоа представува проблем за целото население. Исто така и образованието, како што спомна Елена, бројот на правачења се повеќе се намалува. Но јас искрено имам надеж дека доколку имаме добра соработка заедно со локалната, но и централната власт, со бизнис секторот, дека може да се изнајдат некои решенија на подолг временски период кои што би придонеле кон намалување на овој тренд и барем тие што останаа во овој регион да ги задржиме. Викторија, вие работите токму на тоа да ги споите понудите од владините проекти со младите. Дали има заинтересираност од младите да слушнат што можат сами да направат, со кои средства и како, или да посетуваат обука за да бидат квалифицирани за одредена работа? Како што кажавме, значи за прв пат во Штип, во нашата стратегија за млади, внесовме област миграција. Направивме истражување, т.е. беа поделени прашалници на 483 млади луѓе од 15 до 29 години. Значи, преку оваа стратегија имаме активности, односно акциони планови, кои ќе ги спроведуваме од 2019 година до 2023 година во социјалниот стандард. И кога имавме прашање дали младите се запознати со мерките кои ги спроведува владата на национално ниво, одговорот од црношколците беше фрапантен, дека тие се запознати со програмата, т.е. проектот Купи куќа, купи стан, кој за нас беше тотален абсурд. Не може да купат ни куќа, ни стан на затоа ние овде заклучивме дека да, младите гледаат на телевизија, на социјалните медиуми, минува таа реклама, да, знаеме што е Купи куќа, купи стан. Еве мене да ме прашате, јас лично не сум се заинтересирала, не знам што е била програмата Купи куќа, купи стан. Затоа дојавме до заклучок дека ние, оние програми и мерки што ги има владата, треба да им ги доближиме на младите на тој начин што примерно доколку се објавува повик за проектот Млад земјоделец. Што е млад земјоделец? Ќе повикаме некој кој е од одделението, односно дирекцијата на Министерство за земјоделие, каде би можел да ја објасни на младите каква е таа програма, кој се може да аплицира, кои се мерките, дали се враќаат тие средства, што тој треба да направи, исто така и за оперативниот план на владата кој го има, за активните мерки за вработување, тие се неколку, ние ги знаеме, но младите не ги знаат. Ние сме овде како Совет на млади да им ги доближиме, да научат како може да направат самовработување, дали може да додат на пракса или обука кај некој познат работодавач. Има успех, бидејќи во текот на летниот период имавме токму таков повик за обука, односно до квалификација во неколку смерови, флизери, масери, електромонтери, местачи на соларни панели, книговодители, бебиситерки. Мислам дека овој конкурс се произлегол од потребата за вакви кадри во нашата локална самоуправа. На овој повик се навистина појавија многу млади, кој за нас беше успех, но овде се отвара прашањето и нашиот проблем на кој ние треба да работиме, што кога ќе го земеме тој сертификат. Кој ќе ни го овозможи вработување? Овде значи настапуваме повторно ние, луѓе, има самовработување, може да го искористите. Така да тоа е еден начин на нашата борба на зближување на тие мерки на централно ниво до младите од локалните средини. Прашање до двајцата градоначалници. Со оглед на тоа што утврдивме дека најголем број од луѓето млади одат во Словенија, одат во Италија, и тоа работат ниско квалификувана, работа за пониска квалификација, значи нивниот живот воопшто не е лесен. Дали вие, со оглед на тоа што во овој крај има земјоделие, меѓутоа еве за жал модрата слива во Делчевско не се собра оваа година. Во Берово, ако има појака зима,
вишни и останати земјоделски производи нема да може да родат. Дали нудите на младите можности или дали барате од владата повеќе средства за субвенционирање на одредени земјоделски проекти, садење лишници и слично, за отварање на работни места од типот на ова што вие го кажавте, самовработување, или пак ги спојувате и ги терате предпријатиите да дават повеќе стипендии за луѓето за кои што им требаат. Значи, како вие сега ќе зголемите таа понуда и ќе ја конкретизирате до младите? Сега ќе почнам од крај, значи и од фирмите, предпријатијата имаме стално разговори со нив дека мора да ги стипендираат учениците за да утре имаат работна сила кај нив. И стручна, со средно стручно квалифицирана работна сила и со високо образование. Исто и некако локална самоуправа, од моето доаѓање, јас како градоначалник, ние ги зголемивме стипендиите за учениците, се со цел да постигнуваат квалитетни знаења и трајни знаења, за да можат после со нивното знаење да се борат на пазарот на труд. Ова проблемот со субвенциите, кои што сега оваа година се случи во Делчево, е еден проблем со собирањето на модрата слива, меѓутоа мора да сватиме дека наназад со години средствата кои што ги гледавме преку медиуми, кои што се најавуваа и се даваа за субвенционирање на одредени земјоделски производи, не се исплатуваа или се исплатуваа само дел. Оваа влада сега исплати во изминатите 3-4 години што не беа исплатени субвенциите, оваа влада ги исплати. Меѓутоа проблем со пласманот, дури и тоа да се направи да се субвенционира, прашање колку можат тие да испорачат. Знаете, иронијата е во тоа што и до Берово и до Делчево Бугарија, односно Европска унија е на дофат, а всушност немаат каде да ги извезуваат работите. И тоа е уште потрагично за мене. Значи, тие се граничат со земја од Европска унија. Јасно е, Делчево е на 10 километри од бугарска граница, односно од границата со Европска унија, и тоа е на позитивна работа за нашата општина Делчево, секако и за регионот. Овде и Пехчево и Берово спаѓаат, Каменица, кои што за луѓе кои што можат да инвестираат овде и својот бизнис да го прошират близу до границата. Па ќе се навратам на проблемот во земјоделието, кој што исто така треба владата со низините мерки да го реши. Владата предлага мерки за тоа, ги објаснува своите мерки и преку медиумите. Гледам дека и министерот во сите градови, во сите села во Република Македонија се движи за да луѓето аплицираат кон тие мерки. Имаме позитивни примери во Делчево, луѓе кои што аплицирале на тие мерки за млад земјоделец, за приклучна механизација, за трактори, не знам што друго, не сум јас во тоа упатен 100%, меѓутоа знам дека има луѓе кои што аплицирале и ги добиле тие средства. И сега работат, се пријавени како млади земјоделци. Каква е состојбата во Берово? Имаме или интерес од младите се занимаваат со земјоделие, и од друга страна, иако сте градоначалници и блиски, нели, до партијата што е на власт, сметам дека вие треба и да се конфронтирате доколку не ви даваат доволно средства и услови за да си ја развиете општината. Значи, имајќи предвид дека и Берово е со година затоа што во претходниот систем била општина или крај кој е недоволно развиен, секој пат била субвенционирана како општина. Мерките за кои говориме во сферата на земјоделието не се директна надлежност на општината, меѓутоа во соработка со Министерството за земјоделие градиме партнерски однос, свикуваме заеднички средби на дел од младите кои секако имаат желба или ги користат одредени мерки преку ИПАР програмите или директно од буџетот на Република Македонија. Така, опште впечаток дека овие мигратски процеси секако влијаат и на интересот на младите во делот на земјоделието, во кое и текако може да се запечели, меѓутоа во последните годините нанад кажуваат дека се помалку млади луѓе имаат интерес да се бават со земјоделие. Би сакала да ја вклучиме и публиката доколку имате прашања. Имаме представници на неколку невладини организации кои што се тука да постават прашања, па повелете. Добар ден на сите. Зоран Биковски, КХАМ, невладина организација од Делчево, организација која работи на подобрување на состојбата на ромската заедница и на состојбата на младите. Прашање најпрво до градоначалникот Трајковски од Делчево. Градоначалниче, знаете дека Делчево е град на текстилот, меѓутоа и град каде што текстилната експлоатација е на највисоко ниво и е една од причините согласно нашите истражувања за напуштањето на нашата општина. Втор проблем е секако и недостатокот на квалитетно платени работни места, па од тука баш предлагам неколку активности или иницијативи кои што би биле добри да ги спроведете во текот на 2019 година.
може би треба да направите реформа во самата администрација, во локалната самоуправа, затоа што имаше отворено некогаш бизнис центар кој никогаш не профункционира, а кој е многу важен од причина затоа што бизнис центарот и Канцеларијата за локален економски развој не се за организирање на манифестации како сливијада, ракијада, пијанечка свадба, активности кои што може да ги делегирате на културно-уметнички организации или невладини организации, а ќе биде многу покорисно и поефикасно ако во склоп на тие центри се вработат луѓе или доколку имате вработено луѓе кои што навремено ќе даваат информации за сите иницијативи преку фондот за иновации, за акселератори, за поддршка на стартап, млади бизнеси и така натаму. Може ли да ви одговори зошто нема бизнис центар и кога би го направил за да почнете и со другите идеи? Ако може само да довршам. Тажна е приказната од пред 4 дена кога дојде од фондот за иновација и ја презентираат растот на економскиот развој или програмата за економски раст на само 3 дена пред истекот на апликација. За колку време тие бизнисмени би успеале да соберат апликации, да направат иницијативи, да соберат CV-ја, да проценат иновативност и да аплицираат за 3 дена. Ако може прашање исто, дали сте размислувале можеби да направите иницијатива за социјекономски совет кој што ќе следи состојбата на локално ниво, за да може бизнис секторот да ги информира младите и да соработува и со трудовиот инспекторат и со Министерство за труд, за да се регулираат сите овие прашања на локално ниво. И третото би било, младите мобилноста не смееме да ја гледаме како нешто негативно и тоа е тренд на светско ниво. Меѓутоа младите од Италија, од Словенија кои што ни се враќаат носат идеи. Зошто да не ги поддржиме токму со еден ваков бизнис центар, да им помогнеме да имаат правилни навремени информации, иновацијата кои што ја нудат да вроди со една нова вредност, да отвори квалитетни работни места и да бидат поддржани на локално ниво. Тоа можеби ќе ја унапреди состојбата. И прашање до градоначалникот Пекески до Берово, со кого исто имаме добра соработка, исто како што е со градоначалникот Трајковски, многу направивте за многу кратко време. Меѓутоа ме интересира едно прашање баш во делот на младите роми. Некако имам чувство дека традиционално во последните 10 години ромите се вработуваат, ако велиме во државна администрација, не би рекол дека е државна, единствено или во најголем дел во јавното претпријатие. На друго место позитивни модели роми имаме само во општината вработен еден, колку што знам и во Центарот за социјални грижи. Како вие планирате да го поттикнете младинското претприемаштво кај најранливите, односно кај ромите? Благодарам. Благодарам, многу прашања поставите. Мојата идеја беше едно по едно да ви ги одговараат, ама ќе се потрудам сите да ги запамтам. Зошто не функционирал бизнис клубот? Затоа што работел, меѓутоа повеќе не, и дали имате идеја да го обновите на начин како што господинот конкретно предложи? Вака сега, значи, ние како локална самоуправа имаме одреден буџет. Општина Делчево, мислам дека е пошироко познато, дека е втора општина по задолженост со Република Македонија по глава на жител. Ова го кажувам со намера да имаме во преглед колку луѓе ние можеме да вработиме во општината. Имавме вработено во оделението за Лер еден човек кој што не или него добро разбрав прашањето, ама не ги организира културните настани, него апсолутно се работи на проекти, бидејќи ние како локална самоуправа од буџетот кој што го имаме основен, тешко можеме дека да сервисираме некои поголеми барања на граѓаните. Беше поентата дека се финансираат ракијади, пијанечка свадба, а дека треба средствата да се пренасочат за конкретни активности поврзани со бизнисот. Овие, да не останеме неразбрани, овие настани кои што се случуваат во Делчево, бидејќи мора да локалната самоуправа да мисли и на културно ниво, подигање на нивото на културата во Делчево, се реализираат во соработка со Центарот за култура на Делчево, кој што има своја програма, кој што има своји финансии, кои што ги добива од Министерството. Секако имаме, значи, дел и мала поддршка од општината. Бизнис центарот може да проработи. Сето тоа што е содржано во прашањето е добро како замисла, кој што ние локалната самоуправа треба да го сервисираме, да го создадеме повторно, бидејќи не е овој од пред година-две, бизнис центарот беше создаден на хартија и тешко, значи ги
прашањата, координацијата со очигледно е стопанствениците, потребен заради ова што го велат и невладините тешко организации. соработуваше и немаше овде некој сервис од бизнис центарот према локалната самоуправа и према стопанствениците, за да ние знаеме во која мера им требаат кадри, како да се постапува и така Ќе натаму. го обновите ли? Бидејќи тие се споната на еден начин со значи мора тоа да го обновиме. бизнисмените Да, и кога ќе ги општината и добиеме граѓаните. условите за финансирање, мораме да имаме луѓе кои што мора да ги финансираме и за да работат на тоа поле. Исто за инфо деновите на Фондот за иновации. Овде мора да се навратам дека е добро што дојдаа да ги презентираат нивните методи, на 3 дена пред макар и на истекување 3 на дена. Овде мора ние како граѓани на Република Македонија и во Делчево и во државата, значи оваа наша инертност да ја намалиме и да бидеме сами проактивни, бизнисмените, да се, доколку има средства на располагање, да можат да ги следат работите и да можат тие средства да ги искористат. Сега, дали е на 3 дена, ова не е преку медиумите кажано пред 3 дена, пред да се затвори овој повик, значи е многу порано. И сега бизнисмените, некако, како да ви кажам, во разговори со многу од нив, полесно е парите кои што ги имаме и ќе ги вложиме во нова механизација или машини, ама од друга страна е тоа што некако не им е приемчиво од фондовите да ги искористуваат парите, пошто би требало подолг временски период да работат на... Па вие веројатно на треба да ги поттикнете за тоа. Имаат И можност тоа да го поттикнуваме. направат. Еве, Фондот за иновации не беше во сите градови во Македонија, во Делчево дој. На 3 дена на пред 3 дена, на 3 истекот дена. на рокот. И имаше прашање кои се однесува на иновативните идеи на младите кои се враќаат и доаѓаат од Италија, Словенија и можат да разменат искуства и со бизнис секторот и со локалната власт за иновативни бизнис идеи. Младите имаат многу идеи, бидејќи сега Ама немаат бизнис клуб, односно центар, како е наречен. Нема каде ги кажат, изгледа. Доаѓаат во локалната самоуправа, има одреден дел од наши селеници, и млади, и повозрастни, кои што сакаат да инвестираат, а сето тоа го збориме во склоп на отварање на нови работни места и да ги задржиме младите во нашата општина, во нашата држава и така натаму. Овде е генерален проблем, кој што со години се провлекува, е местото на нашата држава каде што се наоѓа и проблемите со кои што се соочува наназад. И јас верувам дека патот по кој што сега е тргната нашата држава... Видете, вие сте градоначалник. По правило, градоначалниците се грижат за локалната самоуправа и нивниот град. И исто така, и ве прашав како градоначалници, вие треба да барате средства, да се расправате со централната власт, да им кажете на тиот фондот за иновации да дојдат ако треба еден месец порано, бидејќи во општината ваша алармантна е состојбата. Не сте тука за да ја фалите централната власт, туку да се жалите од нејзе ако не ви ги овозможи условите за работа. Вие постојано ја фалите централната власт, што не ми кореспондира со работата на еден градоначалник. Сакам да истакнам дека сите тие луѓе кои што се повратници од странство или се во странство, ама сакаат да инвестираат во општината, значи ги интересира тоа. Тие не сакаат да инвестираат во држава, Делчево во истата држава во Македонија. Не сакаат да инвестираат во држава која што не е сигурна. Не знае утре по кој пат ќе тргне оваа држава. И еве и истражувањата што ги спомна овде соговорниците, значи луѓето се иселуваат во држави кои што се членки на Европска унија. Ретко одат во други држави. И сакаат и Македонија да ја видат во Европска унија и младите, но и бизнисмените кои што сакаат да ги инвестираат нивните пари овде да им бидат на сигурно. Вие имавте прашање во однос на вклученоста на ромите во администрацијата и генерално вработувањето? Поздравам представникот ХАМ, со кој веќе реализиравме во годинава што изминува и проект, токму во ромското мало. Јасно е дека секој пат изградена е потребата од вработување на повеќе лица од ромска националност во јавниот сектор. Меѓутоа, со мојот избор како градоначалник настојувам, гледајќи во концептот едноштоство за сите, да можеме да вклучуваме повеќе луѓе, независно од која националност е, да бидат вклучени во соодветните јавни институции, како на локално, така пред се на локално ниво, бидејќи тука е нашата надлежност, така да не се вработени само во јавното комунално предпријатие, имаме веќе вработување и во училиштето, во детската градинка, со тек на време, зависно од можностите и расположивите капацитети, ќе вработуваме во останатите единки корисници од буџетот на општина Беров. Дали има и други прашања од публиката, повелете? Не. Добар ден, јас сум Душица Тренева, дипломиран актер и моментално студент по новинарство и односи со јавноста. Вака случајно се најдов овде, меѓутоа немам конкретно посебно до некој прашање еве до сите.
Да речеме, ќе ви поставам прашање од мојата бранша, например, како да ги поттикнеме младите да останат овде, кога еве не е важно која партија или кој градоначалник, например и овој и претходниот, не знам како е со вас и во вашите општини, меѓутоа се нема појавено на една премиера во театарот, која што е главна институција за да се поттикне културата, а е многу поважно ракијада, пастрамалијада кај нас или слични работи. Мислам, еве ме интересира како да ве натераме вас, градоначалниците и оние од институциите да дојдат на премиера, а не па младите да останат тука. Благодарам за прашањето. Факт е дека дали е популизам, комерцијала, кога ги организирате овие манифестации што ги напомена и двајцата соговорници од публиката, зошто да не се оди на театар, зошто културното одделение за култура при општината не создаде нешто така, а веднаш кога ќе се најави некој пејач од соседството и ќе се направи ракијада, да кажеме, има посетено. Судите ли вие на театар? Во Делчево нема театар. Немаме театар, но идат театарски групи. Организиравме. Значи, тоа сакам да го истакнам. Ова се дава малку негативно светло на ракијада, сливјада. По пијанечката Модра слива е познат тој крај и затоа се прави тоа. Инаку, еве за чисто за ваша информација, помошта од општината за тој настан е 20.000 денари. Значи со многу малку финансиски средства, тоа е повеќе со ентузијазам на луѓето кои што се вклучени во тоа за да ја одржат. За посета на театарски групи? Не знам колку точно средства издвоивме, мислам дека е негде околу 1000 евра издвоивме за тоа. Значи добро, да, за театар. Имавме сега пред неколку дена и ликовна изложба, имавме саем на стари занаети, имавме не знам, еве Игор Џамбазов со Гуру Хари што се немаше случајно во Делчево. Летото направивме концерт за младите, за да може, реков, и на тоа ниво културно да се подигне. Зборува за стипендиите дека ги имаме подигнато, зборува за тоа дека за прв пат направивме план и програма како општината со тие средства што ги има да ги распределува средствата и на граѓанските организации, и на невладините организации и на спортските друштва во општина Делчево, односно каде што членуваат и каде што имаме млади луѓе. Пикески, јас сум била на плех оркестри манифестација во Пехчево, меѓутоа во Берово што од тие манифестации е популарно и колку вие инвестирате во културата, факт е дека овие градови немаат театри, киносалите мислам дека се исто така затворени. затворени. Состојба, значи киносалата во Берово лоша состојба. Сакав само накратко да кажам дека средствата кои се одвојуваат со изработката на буџетот и приемането на годишните програми, офаќа и програма за култура, која офаќа низа настани кои се неопходни за да може да се промовира градот и секако нашите производи или кои се атрактивни и уникатни како здрави еколошки, мораме да изнајдеме настани со кои ќе имаме афирмација на таквите производи или има презентација на локално ниво. Годинава од буџетот на општина Берово се одвоени 1.200.000 денари, од кои 630 трансфер од Министерството за култура кој ги поддржува дел од настаните на локално ниво, а останатите средства од буџетот на општина Берово. Зашто најмногу пари? Сега буџетот за 2019 е во постапка, значи на носење, така да се уште не се утврдени проекциите. Можеме да говориме за 2018 година. Најголем дел од средствата беа потрошени за етнофестивалот и сајмот Малешивијата на Данка, традиционално кој се одржува, значи кон крајот за големо Боголец, кон крајот на месец август годинава имавме само понуда од наши македонски музичари, така да не сме трошили средства за ракијади. Не, средства за регионални естрадни уметници. Во годинашната програма за култура веќе спровевме 2 театарски представи, едната во пролет, другата сега беше во наесен, така да колку согласно можностите на буџетот и програмата гледаме да поттикнеме културен живот во градот и да одржиме некој ниво. Секако се двојат средства и од за спорт и сите останати надлежности кои ги Да, бидејќи сте од тој крај, Елена, што фали на Берово и Пехчево? Што нема? Што би требало да има? Таму има неколку кафулиња, знам, и толку. Многу фали. Искрено, не само економските причини се главната причина за миграциите надвор од државата. Еве, лично јас за мене ке зборувам. Мене многу ми фали социјалниот и културниот живот, кој како таков за жал го немаме. Мене не ми е сатисфакција да излезам еднаш дневно или 2 пати дневно на кафе и од тоа да се состои мојот социјален живот. Театри, кина, размена на книги,
културни настани од било каков карактер се добродојдени, но за жал последицата на немањето на тој социјален и културен живот, ние младите станавме апатични и без креативна енергија. Дури и кога ќе се случи нешто такво, гледам дека многу мала е посетата. Еве, пред некој период ни беше на гост, имавме театарска представа, монодрама од Шенка Колозова. Јас искрено, народски кажено, го јадев тугиот срам. Многу мала беше посетеноста. И тоа мислам дека е негативната последица на тоа што сме без социјален и културен живот. Повелете, Викторија? Бидејќи јас се познавам Душица, прашањето е сосема на место. Во Штип, незините представи се полни, значи како и секоја друга. Може би го забележала градоначалникот, председателот на Советна општина, и тие одат, меѓутоа не на сите, некојаш не е возможно да се постигне, и јас не можам да постигнам. Да, позитивно тоа е тоа што, еве, ако Пехчево и Делчево немаат театар, овде веќе да има иницијатива, представата на Душица да биде во Делчево и во Пехчево, еве ние може да бидеме еден вид на канал или сврзник медијатор. Градоначалниците да оздвојат средства барем за патувањето на Да не се разбереме актерите. погрешно, извини. Да. Значи, сакав да кажам дека секогаш, ама баш секогаш постојат средства за пастрамалијада и слични манифестации, а многу ретко постојат за добра представа. Јас се тоа беше согласувам мојата потполно со поента. вас, меѓутоа Немам сметам ништо, дека тоа е комерцијала и популизам што го прават Апсолутно, немам ништо градоначалниците. против такви манифестации. Значи, нормално тоа треба да се случи на секој град. Меѓутоа, сакам да кажам дека главната институција за култура, според мене, не затоа што јас сум дипломиран актер, туку за сите е еден театар, кино немаме, што немаме, меѓутоа секој пат е назад од сите други манифестации. Секогаш. Ви благодарам многу. Ана Марија остана без одговор во однос на овие прашања, што недостасува за младите во тој крај, затоа што таму е многу убава природата и толку. И толку, значи многу е жално што Пехчево, Берово, Делчево, тој цел микрорегион располага со такви ресурси, а се толку неискористени. Сметам дека, како што пред малку спомнав, кога би имал добра соработка помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот и кога би имала добра промоција на овој регион, секако дека ќе има резултати од сето тоа. Да се надовразам на Елена, значи ние во последните, па сигурно 10 години немаме никакви културни настани, освен оваа на Шенка Колозова, монодрамата и толку. Како што спомнавте и вие, само 2 кафичи, толку е од социјалниот живот, значи било што да се случи во Пехчево ќе биде плюс. Факт е дека фалат и драми, и представи, и кино, и разни работилници за да ги вклучиме најмладите. Јас сум мајка и мене ми пречи тоа што моето дете нема каде да го однесам на секција или на курси, на било што, немаме ни игротека. Така да сме приморани да одиме во соседните градови или во главниот град за нашите деца да посетат театар. Јас само сакам да споделам едно искуство. Како дете расте во Источна Македонија, дури за бавиште одев. И мојата младост чисто ја поминува во Делчевско. Во тоа време, за разлика од сега, немаше манифестации, ракијади и слично, меѓутоа имаше гитаријади. Постоеа многу игранки. Разменува селата и градовите бендови кои доаѓаа и свиреа популарна музика, а речиси да немаше викенд кога во некое село во Малишевијата нема сина вечер, избор на убавица, доаѓање и гостување на рок групи. Јас се сеќам на рок групи, не на толку фолклорни, и имаше еден многу добар социјален живот. За жал тоа денеска го нема, па еве како идеја да ви кажам искуство од моето детство дека овој крај не бил секогаш вака, имало и многу поубави времиња. Повелете, Викторија, сакавте нешто да заедете? Сакам да се надоврзам на Ана Марија, кога кажа за сите оние активности, игротеки, забава за младите дека ги немат. Значи, не секогаш треба да ја бараме вината во локалната власт,
Значи, младите се тие двигатели, движечка сила и ресурс на иновации. Ние треба да бидеме тие двигатели на промени, тоа го ние правиме овде во нашата локална самоуправа. Немаме кино, окей, знаеме дека немаме кино, меѓутоа, еве, значи, при колетниот период ние направивме кино на отворено, кинопроекции, каде, значи, нашите сограѓани може да гледат филмски премиери. Да, меѓутоа за се потребни средства Да, и тоа меѓутоа ќе кога биде се многу сака, полесно кога ако се имате. упорни, младите може да добијат. Ако бевме земја која немаше закон за млади, на иницијатива на младински организации, еве веќе, значи, имаме работни групи кои го разгледуваат тој закон за млади. И младинската гаранција, уште многу други активности. Значи, доволно е наистина да се има желба и да бидеме упорни во остварувањето на нашите права. Ве поддржувам во тоа повелете? Културата, значи, сакам да напоменам дека веќе во 2019 година преку програмата за култура, донесена на Советот на општината, настоиме во секој населено место, како добра практика што ја спомнавте годините наназад, да организираме и финансиран од буџетот на општината одреден културен настан во секој населено место во текот на годината. Значи, во таа година во секој населено место ќе имаме одреден културен настан во соработка со Советот на местната заедница од истоименето населено место. Имаме уште 3 минути, дали имате уште едно прашање за еден соговорник, затоа што ќе не прекинат рекламите, па ќе не можеме сите да одговориме? Тодор Цонев од Сдруженијето Ини од Виница. Ние на почетокот на годината спроведовме истражување помеѓу иселениците. Прашањето е упатено до 20 градоначалници, кој сака може да одговори. Дали како членови на Советот на Источен плански регион помислиле ова прашање да го дигнат на ниво на регион, оставајќи ја настрана централната власт, на регионално и на локално ниво да се решаваат проблемите. Затоа што рековме на почетокот, Штип нема такви проблеми, али од Штип натака најмалку околу 13% од луѓето се иселени. Повеќе од 50% се помеѓу 20 и 40 години. 50% од нив се со средно образование, 25% со високо образование. И да не речеме дека 40% од тие што заминале биле вработени. Значи, ниските примања се едни од причините. Дали регионот нешто планира да преземе? Повелете се одговор. Еве јас прв во август месец во општина Делчево направивме бизнис форум, на кој што покрај сите стопанственици од Делчево беа поканети стопанственици од Пехчево, Берово, Виница, Каменица, кои што присуствува и од соседните држави. Србија имаше, Бугарија, од Турција имавме представници Албанија, кои што учествува на тој бизнис форум. Се охрабривме и тој бизнис форум за прв пат го организиравме во Делчево. На тој бизнис форум, јас како градоначалник и мојот тим ги презентиравме сите можности за инвестиции во Делчево и од страна на локалните бизнисмени и домашните бизнисмени, но и од страна на повратници кои што би дошле од странство, кои што излегле од Делчево или од другите градови во Република Македонија, посебно во Пијанечко-Малишевскиот крај. Тоа е една работа која што ние за прв пат ја направивме. Имаше веднаш таму некои соработки помеѓу наши одредени фирми и фирми од Србија кои што склучија договор за соработка уште на самиот бизнис форум. Верувам дека оваа соработка и овој начин на организација ќе продолжи и кај нашите иселеници. Ние како некоја посебна точка да имаме расправа на Источно-плански регион за околу нашата диаспора, нашите иселеници во странство, не сме имале. Затоа имаме иницијатива, веројатно. Иницијатива треба за тоа, меѓутоа да не ме сватите погрешно, ние уште се занимаваме со проблеми, суштествени проблеми за живењето на луѓето. Ние се расправаме за канализации во 21 век, за водоводи, средства, општините што кубурат со средства и тоа ни е нашиот основен проблем. Луѓето мора да ги имаат основните услови за живот. Дали е така и во Берово, Беровско? Во рамки на Советот на Источно-плански регион за оваа година дена имаше наметнато низа проблеми за кои моравме да расправаме, значи како приоритет ги решававме, за дел од нив веќе имаме соодветни мерки и можности за нивно решавање. Верувам дека во некоја од следните седници на Советот ќе расправаме и за овој и така како горлив проблем за регионот во целина, а секако и за Република Македонија.
Ви благодарам. Одиме со рекламите и со завршницата на оваа дебата од мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Продолжуваме со дебатата зошто се иселуваат младите од Источна Македонија. Најновите податоци се дека од почетокот на учебната година штипските училишта и градинки ги напуштиле над 80 ученици. Најмасовно се случувало тоа во основното училиште Ванчо Прке и во средното медицинско училиште, од кои се отпишале 16 ученици, а според секторот за образование на општина Штип, вкупно 24 ученици се отпишале од основните, а 29 од средните училишта. Се претпоставува и досегашните истражувања покажуваат дека иселувањето е од економски причини. Во Делчево, колку што се сеќавам, имаше вести и дека нема првачиња во изминатите години. Каква е сега состојбата? Дали се отпишуваат учениците и дали конечно почна да се запишуваат првачиња? Сега, оваа година се запишани 127 првачиња во прво одделение во двете основни училишта. Две основни училишта имаме во Делчево. Споредбено со минатите години, имам некој податок од изминатите 10 години. Во 2007 се запишани 148, сега се 126, значи околу 22 ученика помалку имаме во прво одделение. Меѓутоа, таа бројка е варијабилна во сите 10 години. Имаме период кога и 107 првачиња биле запишани, 130, 111 и така натаму. Меѓутоа, секако е проблем, бидејќи и ова за 2018, значи се запишани 127, исто и за 2017. И оваа бројка сега некако стагнира и да се надеваме дека нема да оди надолу. Значи да имаме помал број на првачиња запишани во двете основни училишта. Се отпишуваат ли во текот на школувањето? Имате ли такви податоци како во Штип? Ова покажува дека заради одредени причини, економски или иселување на нивните родители, децата се отпишуваат, не значи дека одат во странство, може мигрираат во други градови. Има помал број, во Делчево има значи, на ученици кои што се отпишуваат од основно училиште заради иселување во странство. Тој број не е енормен, може значи, во текот на годината од 3 до 5 ученика да најмногу да се отпишуваат. Како е во Берово? Значи, бројот на запишани првачиња во однос на претходните години, говориме пример за 2000 години, каде што во Берово биле запишувани по 200 првачиња. Значи, од процес на фискална децентрализација веќе 2006 година се 131 прваче, веќе 2007 110, 2008 се 111, 2009 105, така да тој број со мали промени до 2011-2012 станува ист број, околу 110 првачиња запишани. Веќе од 2012 до денес бројот се движи просечно запишани првачиња во една учебна година околу 82 ученика. Значи се намалува. Меѓутоа останува, значи од 2012 до 2018 останува приближно бројката 82 и значи како бројка останува константно намалена. Меѓутоа кога ќе земе во предвид вкупниот број на запишани ученици, тука бројката е драстично намалена, значи во текот на една учебна година се намалува вкупниот број на запишани ученици и тука имаме поголеми проблеми, поголемо отстапување во бројот на ученици кои учеле во соодветната учебна година. Елена, вие заминавте во странство, се вративте тука и заминавте во друг град. Мигриравте и надвор од Пехчево. Каде отидовте? Зошто? И дали сметате дека луѓето кои што живеат во вашиот крај може да најдат подобра иднина во други делови на Македонија? Тоа значи дека толку е неразвиен крај што ќе бараат подобар живот во некоја друга општина. Да, како што спомнав, не е постоечка само надворешната миграција во земјите кои што се во развој, дали членки на ЕУ или Америка, туку многу позастапена е и внатрешната миграција. Јас по моето дипломирање останав да живеам во Скопје, но одев на работа во Гевгелија. Бев ангажирана за време на мигрантската криза како психолог од страна на Црвениот крст и работев 8 месеци на границата во транзитниот центар Винови-Гевгелија. Потоа решив да се вратам, бидејќи тоа беше пак ангажман, привремен, не стално вработување. Се вратив со надеж дека ќе си го најдам својот пат, своето место под сонцето во мојот роден крај, дека ќе можам во Пехчево буквално да се реализирам на професионален план, но за жал тоа не се случи, туку само бев член во некои ситни проекти, да кажем. Како психолог,
Доволно е да има еден во тој крај и додека не отиде во пензија, вие не можете да најдете работа ниту во училиште, ниту во друга институција која побарува психолог. Токму тоа е проблемот со нас, младите високообразовани личности, затоа што еве во Пехчево постојат и градинка, и општина, и училиште, но веќе местото е пополнето. Треба чекате да замине во пензија тој што е вработа. Иако беше најавено дека психолог е потребно да се вработи во сите институции, дека секде е потребно, но уште стигмата постои. Еве, јас дури имав понудено склучено договор со Црвениот крст, Институтот Гешталт, Институтот Скопје, каде што се едуцирам за да станам психотерапевт, понудив и бесплатна психолошка поддршка и помош, никој не се пријави. Ана Марија, со оглед на тоа што кажавте вие дека сте мајка и ги знаете и состојбите во школството, како изгледаат училиштата во тој крај? Особено ако е вако мал број во Берово, веројатно во селата е уште помал или воопшто ги нема или мора да дојдат во градот за да учат? Па во селата, во општина Пехчево, негде има по едно учениче, а негде ни по едно. Состојбата е уште поалармантна. Во Пехчево ние имаме запишано оваа година, чинам околу 30-40 првачиња. Бројот се повеќе се намалува. Исто така проблем е тоа што и во текот на школската година се отпишуваат многу деца поради иселување на нивните родители. Во однос на квалитетот на образование, да, ние имаме добар кадар во основното училиште, тоа не е проблем, но проблем е подоцна кога децата можеби ќе сакаат и стручно да се образуваат, ја немаат таа можност, мора да заминат надвор од своето родно место, а факт е и дека младите од 18 од 25 години кои како ќе замине на факултет не се враќа повеќе. Викторија, дали Викторија вие наоѓате начин да ги убедите младите, меѓутоа и фирмите да ги стипендираат директно одличните ученици? Градоначалниците веќе спомнаа дека работат на наоѓање начин на плаќање на стипендии, меѓутоа колку тоа може да се реализира, одличните ученици барем да знаат дека ќе одидат во средно училиште, на факултет и дека ќе најдат потоа вработување. Значи вака, ние како нов состав на Советот на млади сме од март месец, што се некаде околу 8-9 месеци. На почетокот ние иницииравме кој Совет на млади да се дава еднократна парична стипендија на успешни средношколци, меѓутоа не ни беа одобрени поради некои лоши практики од претходното водење на Советот. Меѓутоа ви кажав дека оваа година ја сметаме како едно зајакнување на нашите капацитети, за да веќе во наредната година со нашите акциони планови работиме и како што кажав на почетокот, не само во Штип, но еве во Делчево и во Берово да се преговара со Пехчево, не заборавајте. И во Пехчево, да се преговара со приватниот сектор, каде би можел тој да финансира со стипендии и ние нема да се откажеме од тоа, како што не се откажуваме и од стипендиите од општината, бидејќи кажеме дека секој месец ќе понесуваме барање додека не ни ги прифатат, но ќе бидат прифатени бидејќи сепак ние не бараме некоја голема сума, многу поголем проблем е да го убедиме приватниот сектор да го направи тоа. Верувам дека има уште прашања од публиката, па повелете. Здраво на сите, јас сум Денис Ампев од Гласен текстилец од Штип, Сдружение на граѓани. Како прво да ја пофалам Викторија Кокушев за работата. Прв пат како здружение остваривме соработка со младите од Советот на млади од општина Штип и ја поддржувам да продолжи исто така натаму. Второ, сакам да кажам на градоначалниците дека можеби треба да земат примери од нашиот градоначалник, како прв пат за оваа година одвои голема сума за здруженијата на граѓани, едно од кои е нашето и освен пастрамалијадата, одвои средства за текстилијада која што беше одржана од нашето здружение и на лице место можеше да младите да дојдат и на една маса да седнат со градоначалникот, да разговараат за потребите кои ги имаат тие и вработување во текстилната индустрија. И трето, сакам да прашам текстилниот кластер. Од неодамна почна да се жали по телевизиите дека има недостаток на млада работна сила, бидејќи возраста во текстилната индустрија веќе преоѓа над 40 години. А од друга страна, најголемиот број прекршување на работничките права се случуваат толку
токму во текстилната индустрија, која што брои околу 40.000 вработени во источниот регион. И колку повеќе одеме на исток, толку поголеми преставки и прекршувања ни пријавуваат од источниот регион. И сега прашање конкретно до градоначалникот на Делчево, дали тие му се обратили на нему во однос на овој проблем што тие го имаат, што изјавуваат тие, например, кои се проблемите, зошто не доаѓаат. Веројатно тој би ги превзел. Да, младите да работат во текстилната индустрија со оглед на тоа дека големи се прекршувањата таму. Да прашам, колку е платата во текстилна фабрика просечно? Значи, минималната плата е 12.000 денари, но според представките кои што ги ги прима Сдруженијето Гласен текстилец во соработка со Хелсиншкиот комитет, над 2000 представки имаме токму, најголемиот број токму за прекршување на исплаќањето на минимална плата К15. Значи, имам представки каде што се бараат пари на рака назад и им се одземаат во кеш, каде што примаат по 6000 денари. Значи, тоа младите го гледаат и нема да се впуштат на работа во една индустрија која што ги прекршува правата. И сега прашањето е, што правите вие во однос, бидејќи вие сте градскиот татко, колку е помала околината, толку е, мислам, полесно да се разговара со работодавачите таму. И сега, дали сте вие седнале со нив на маса, дали ви се обратиле? Најголемиот број на штрајкови во источниот регион се случија токму во Крива Паланка и во Делчево во изминатиот период. Бившиот градоначалник немаше слух. Рака за рака со работодавачите ги понижуваа вработените од текстилната индустрија. Дали сте седнале на маса, дали планирате некој економски социјален совет со сите засегнати страни за да прекине таа пракса која што досега има и што планирате натаму да почнете? Ви благодарам на ова конкретно прашање. Што правите за да и не биде потценет трудот на луѓето, ова 6000, земањето пари назад и најголемиот број на иселувањето од работници од текстилна индустрија се однесува не ради неисплаќањето на пари, него поради притисоците и стресот кој што го доживуваат секојдневно. и дефинитивно со 6000 ни еден млад човек не би Така сакал сега, да работи. првично, првото прашање што ви беше, значи уште 2017 година во буџетот за 2018 оваа тековна сега, што е ние во Делчево, со секоја чест за градоначалникот Почварски оде во Штип, што работи, што си ја гледа работата, исто и во Делчево сакам да ви напомнам дека за прв пат одвоивме средства во буџетот и за граѓанските организации и за спортските здруженија, односно спортските друштва во Делчево кои што постојат. Еве имаме овде представници од невладиниот сектор, значи тоа порано не било пракса, него единствено се давало на 2 спортски клуба во Делчево и толку било од локалната самоуправа. Ние направивме план, програма, критериуми по кои што ќе се одделуваат средства. Тоа е за едното прашање, дека работиме и во другите градови, секако дека ние соработуваме заедно градоначалниците, се консултираме за одредени работи, уште кога стапивме на функција, ги донесовме овие работи, ги метнавме во буџетот. Во однос на тоа што текстилците го трпат со години, во однос на, не знам, работодавачите, и бидејќи текстилната индустрија е понагласена во Делчево, едно од најголемите фирми во Делчево се од текстилната индустрија. Јас со нив имав соработка, заедно со директорот на Средното општинско училиште, имаме едно Средно општинско училиште во Делчево, за да тие инвестираат во дел на машини, кои што бидејќи имаме текстилна струка во Делчево, и материјали за да може да се обучуваат тие луѓе. Ама ако се обучат и ако работат за 6000, барав и друга подршка да имаат тие луѓе во вид на луѓе кои што ќе им донесат креатори и така натаму, за да можат да имаат собствен производ, меѓутоа тоа е малку потешко изводливо. Сега ова другиот дел од ова комплексно прашање, за тоа што имаме минимална плата, законски која што е утврдена на 12.165 денари, колку беше, или бруто 17.000, ние како немам јас мокво тоа како локална самоуправа. меѓутоа ако ви се пожали некој и ви каже дека од 12.6 мора да врати, дали сте разговарале воопшто со текстилни работници со конкретни проблеми од ваков тип и дали можете да им помогнете? Немам таков проблем, немам до мене некоја дојава од било кој работник дека не знам зема пари па ги враќа на или работа К15 не исплатено. давачот, таква поплака до мене немам дојде.
Инаку секако ќе ги упатам да се обратат до инспекцијските служби и да ја проверат таа работа. Значи, Би разговарале ли со собствениците на фирмите да не се експлоатира работната сила, затоа што тоа потоа произнесува ќе дојде тоа да се иселат младите, да се заменат луѓето незадоволни од работата. Сакам и ова да ви Тоа е напомнам. системно врзани сабори. И ова да ви напомнам кога беше периодот на донесување на минимална плата, значи да биде од 9 на 12.000 да се покачи, работодавците сите беа собрани, беше министерот за финансии и ги образлагаше тезите зашто треба минимална плата, меѓутоа имаше така малку поголема побуна кај сите работодавци во општина Делчево. И министерот објаснуваше, јас им објасни дека имаат уложено во капацитети, во згради, имаат уложено во машини, во средства, во тие капацитети, но доколку не дадат 12.000, која што и не задоволува, не го задоволува животниот стандард и таа плата 12.000, меѓутоа да се покачи законски на 12.000, сите тие капацитети и машини ќе им останат празни. Немаме уште многу време, само за уште едно прашање, па ве молам, повелете. Добар ден, јас сум Теодора, студент на правниот факултет овде во Штип. Имам прашање конкретно до градоначалникот на Делчево. Факт е дека нас ни фалат многу нешта за да водиме исполнет живот овде во Истокот особено, но главен е финансискиот аспект. Вие спомнавте дека ги стипендирате одличните ученици во средните училишта, верувам. Сега прашањето е што потоа, односно дали потоа тие со таа стипендија и со нивното знаење ќе најдат работа во Делчево. Прашањето е дали од една страна знаеме дека невработеноста се намалува, бидејќи нели младите си одат, но дали доколку останат вие лично сметате дека 12.000 денари кои што спомнавте нели дека се просечна плата би им биле доволни за достоинствен живот и дали вие самиот би го прифатиле тоа? Благодарам многу за прашањето, повелете се одговорот. Но не значи ние јас кажав дека ги удвоивме стипендиите. Имаше 12 стипендии кои што се даваа за учениците во Делчево од 2018 година во буџетот се влезени и даваме 24 стипендии и плюс висината на стипендиите е покачена. Меѓутоа со оваа мерка која што јас ја донесов како градоначалник, поддржана од Советот на општина Делчево, ние не можеме утре учениците да ги задржиме и да кажеме вие ќе работите во Делчево. Па ако земаат 12.000 плата, сега, како што вели студентката, очигледно не. овие средства кои што ние ги доделуваме на одлични, талентирани ученици, кои што секако го продолжуваат образованието. И овде е проблемот за тоа што не се обсипуваат и децата во училиштата. Значи, бидејќи имаме квалитетни наставници во Делчево, кои што имаат освоено државни надпревари на ниво на Република Македонија, на балкански олимпијади. Факт е дека не може да најдат работа, младите тоа велат и добро што ги стипендирате. Немаме уште многу време, само Крусти одговори дали во наредната година ќе имате барем еден инвеститор во вашата општина, што можеби ќе вработи 200 луѓе. Јас верувам, значи постојано барам и верувам, имавме и на Урбана алијанса, на патот на силата во Кина, каде што и представив можностите за инвестиција во Делчево и верувам дека ќе има инвеститор. Во Берово ќе има ли? Имаме најава за влезне инвеститор во текстилната индустрија, меѓутоа се во интерес на преговорите, ценам дека во даден момент ќе биде објавен. Викторија, верувате ли дека ќе обезбедат работни места за младите? Верувам. Сите градоначалници? Да, верувам. И вие ќе бидете упорни да им досаѓате? Да, ние секој сме овде да покриваме иницијативи и да ја напредуваме положбата на младите и младите да станат партнер токму на локалната власт. Ана Марија, која работа би ја направиле прва ако сте вие на нивното место и сте градоначалник на Пехчево? Па сигурно би донела одредени политики и решенија со кои што би ги задржала младите. Тоа е факт, но малце е тоа поголем, мислам, подолг процес, така да Веројатно вработување ќе мора да обезбедат и да најдат инвеститори. тоа е основно. Елена, дали вие повторно ќе си отидете од државата затоа што не најдовте работа или сметате дека има шанс или ќе си дадете одреден рок колку може да чекате? Па не сакам веќе да живеам во некој нереален оптимизам. Искрено ќе си дадам уште време, но сепак, еве морам да кажам, го изучувам германскиот јазик со надеж дека може ќе ми притреба во скоро време. Благодарам. Градоначалниче само Кусо. Не е проблем да се отвараат одредени работни места. Во малите средни проблем кариерниот развој. Тука не може и висината на платите која секако ние не можеме да ја дефинираме. Таа си како дел на политика ја утврдува. Кој што ќе покачи плати, како што кажа градоначалникот на 25.000
просечна плата, тогаш сигурно дека сите ќе сакаат кај него да работат. Барате инвеститори што ќе имаат минимална плата барем 25.000 да го покачат стандардот. Инженери каде што има во околината на Делчево, во другите градови, можат да дојдат и наша работа не е тоа, меѓутоа можеме да посредуваме кај бизнисмените да ги вработат. Со инженери минимална плата, почетна плата е 30.000 денари. Ете, Стари струки. пак со нешто позитивно барем да завршиме. Ви благодарам на сите вас што бевте гости во топ тема на ваша страна овде во Штип. Се надевам дека овој регион ќе заживее и дека нема постојано да имаме само негативни вести за број на отпишани ученици и за број на заминати луѓе и да снимаме репортажи со празни куќи или мајки кои ги испраќаат своите деца во Италија, Словенија или другите европски држави. Ви благодарам на сите вас што дојдовте овде вечерва да поставувате прашања, на вистина беа многу конкретни и корисни вашите прашања. Се надевам на поголема соработка со локалната власт. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме што бевте со оваа таунхол дебата од Штип вечерва. Останете со програмите на Телма. Имајте пријатна вечер.